Двајцата сте инсайдери, ако можем така да кажем, во ИВЗ, МПЦ. Колку политиката се меша во работата, односно во организирањето, во делувањето на овие две верски големи заедници? Не, јас не сум инсайдер, значи не сум дел Сте пригаѓа. Да, сум бил дел и мислам дека Имате повеќе увид што се случува. Да, секако известен сум за тоа. Мислам дека е повеќе тоа политичкиот момент, наиме тоа не мора да значи дека политичка координираност или политичка контрола од страна на политиката врз верските заедници, туку и нешто посуштествено. Наиме ако ги гледаме ние дека поповите или оџите се однесуваат со некаков политички страв и се исто како што некои политичари се мерат со рейтингот и тие почнат така, значи да удоволуваат на емоции или на сликите, истото тоа ќе се случува и кај верските заедници. Сакам да кажам, верските заедници и верските чиновници можат да се политизираат и без директна политика, било сами контрола или координација, да, сами и се изложуваат у смисла оздравува. Него основата и во ова основата е она првото што рече Ивица за поделбата помеѓу етничноста, политиката, институциите и верата сама како вера. Верата и верниците се исто така луѓе и живи, а со тоа не може да се стават во калоп на нешта или објекти или некако да бидат замрзнати и тоа трае се подвижува. Исто такви слики, значи може да се најдат и за неверници, и за атеисти и така натаму. Не треба, значи, ние да пресудуваме според некоја слика или појава и пак велам, многу е важно, посебно за Македонија и мислам дека тоа ми е една од најпоновуваните работи, е дека ние треба да не коментираме во интерконфесионални терми. Значи, пред да некој христијанин одлучи да коментира нешто за муслиманството, треба да размисли за својот одраз. Можеби тоа најдобро се објаснува со тие народните поговорки кои ни се исти, ама во сушност различни. Например, кај муслиманите се вели проаѓаш како низ каурски гробишта, кај христијаните се вели проаѓаш како низ турски гробишта. Тоа е скоро иста ова, само значи визурата е поделена и затоа треба секогаш да бидеме предпазливи кон ова. Отец Ивица, исто прашање, колку се меша политиката во животот на МПЦ, например? Бевме сведоци на неколку епизоди каде што тури имаше расправи околу тоа дали е синодот кој е од ВМРО, кој е од СДС, малку чудно. Чувака сега, повторно, што подразбираме политика? Под политика, ако под политика подразбираме начин како да се унапреди, усоврши. Дневна политика, подпредседно во најугарната злоупотреба на верската заедница или верските службеници така натаму во рамките на интересите на некои политички партии. Такви работи имало и ќе има понатаму затоа што луѓето се луѓе и понекогаш реагираат според својот интерес, потреба. Добро, каде е имунолошкиот систем на институцијата која треба да ја зачува верата. Еве каде е имунолошкиот систем, затоа што во Бога од она што е имунолошкиот систем е на личностен однос, затоа што некој од нас, дали тоа мене ми се случува или на било кој од нас таков исход, тогаш ние братски разговараме за тоа, дали тоа е оправдано, неоправдано, дали е тоа во рамките на верата и така натаму и така. Ислам имаше за тоа, еве дискусии по Facebook и така натаму по медиумите околу ова социјалните мрежи за различити гледишта на некои работи. Дали е точно дека по оние испади со пимен по Facebook е забранет во МПЦ користењето на мислам дека тоа е погрешна информација. Дека тоа истече погрешна информација. Напротив, мислам дека се отвори една дебата и убаво е да се дебатира без страст. Значи, што значи страстно дебатирање? Тоа е влегување на суета, его, личен интерес и тогаш веќе нема дебата, тогаш се претвара се до тоа во гужва и виканица. Но ако ние отвараме дебати, ако ги гледаме нештата од повеќе аспекти, тогаш ние ќе создадеме едно здраво мислење, здрав став. И понекогаш ако некој не е во право, тогаш смирено треба да си признае, можеби не јавно, ама Како осоđите на Facebook? Да, не,
функционира. Да, не нешто. Друга е логиката, него и за ова мислам дека се одговорни верските заедници, у смисла да тие треба да прават механизми, значи ние сакаме и милуваме да ги представиме нашите верски заедници како вековни, како многу влијателни и така натаму, но тие треба да изградат механизми за имунолошка заштитеност, посебно од политика. Не верувам, до сега ни една од нив не покажа таква свесност. Да се надеваме дека ќе се подобри тоа и дека ќе има. Моето последно прашање, јас лично сум во една дилема, ево, кога се градат овие нови верски објекти, притоа многу верски објекти во Македонија и цркви и џами, сум сеќавал, од со историско вредно значење, со естетски некои значења и вредности, кои се целосно запоставени. Јас можам, например, за манастири да ви кажам и конкретно. И имаме ситуација која е малку апсурдна. Имаме нешто што е вредно, нешто што сведочи за едно долговековно присуство на таа вера на овие простори, кој е целосно запоставено од страна на институциите, од страна на и државните и верските, и од друга страна една масовна, како појава на нови градби. Или тоа малку контроверзно? Така, не е контроверзно. Се работи за неодговорност за некои објекти кои за жал останале во простори каде што има миграција на населението. И ја гледам, има доста села и во источниот и во западниот дел на Македонија, одговорам за христијански и така натаму. Населението во најголем процент е иселено и тие верски објекти биле големи. Курбиново не би требало да биде многу населено за да Курбиново манастир биде зашто треба. Па не сум сигурен кој да го види. Или црквата Свети Ѓорѓија на островот во Преспа, каде што нема луѓе, тука се работи енормно значење историско. Тука се работи за неодговорност на институциите кои се одговорни за тоа. Значи и верските заедници се разбира, но сепак и државата, затоа што тоа е културно, верско, духовно наследство на сите граѓани на Република Македонија, на државата Македонија и на верската заедница. Чуди зошто во такви ситуации кога односно државата МПЦ да рече, добро, еве државата ја повикуваме да вложи во... А може конкретно да зборуваме Борија за тоа, тоа многу апстрактно. Многу апстрактно, само во делот, значи државата, во државата е одговорна во делот за заштита на културното наследство. И тоа интересира инстинктот на самите верски заедници заштита тие вредности. Да, тие успеваат само таму каде што имат, како да кажем, живи верници, у смисла да, еве, има, например, практика последните 2 години на ИВЗ во соработка со Турција, чинам повеќето, има на реставрација на такви заштитени објекти, но пред се државата би требало, значи, да се однесува одговорно кон културното наследство и впрочем со тоа законот го ја обврзува. До сега сме имале толкова недоследност што има случај, например, со старата џамија, историска на Дујчанџик џамија, таа била ставена, значи, под заштита на културно наследство, џамијата не постоеше, според општина беше таму зеленило, а таа фигурира во законот како заштитена во смисла. И сега, кога почна да се реставрира, се појави проблемот, чекај, зашто сме ја ставиле тогаш у листа, само за да браним да не ја гради некоја, џамијата ја немаше, само минарето беше останало. У смисла, има многу вакви случаеви, сигурно и за цркви, и за џами по Македонија, каде државата не го направила свој. Исто така и во делот на културното наследство, на делот на подвижното културно наследство, значи ние имаме многу стари килими, икони, не знам, резбарски мотиви кои би требало државата да ги заштити, да ги евидентира. Во многу од нив делот не се направени, дури и основниот првата фаза на тоа е само валоризација, да се знаат дека ги има тие работи. Така да у Македонија има ракописи можеби кои се уникатни во свет, дали православни, дали муслимански, но не се заведени. Ние не ги знаеме ни како такви. Па има стари саати. Одраз на хипокризија една. Може да поедноставува. За тоа имаме и одлив на културно наследство и подвижно. Да. Добро, отец Ивица Рамадани, ви благодарам што сте гости во студиото. Благодарам, Борјан. Повели друг пат поганене.